немаме голем ризик од нови обилни врнежи и снежни покривки, сепак имаме негативни температури, што денеска во Берово се измерени дури минус 28 степени. Секако овие минусни температури мораме да кажеме дека може да направат проблеми не само на коловозите, туку негативно да влијаат и по здравјето на луѓето. А според експертите и климатолозите, ваквите негативни температури и снежни покривки нормално е да има еднаш на неколку години. А во главниот град Скопје мораме да кажеме дека имало моменти и дури и кога коритото на Вардар замрзнувало, па така историски гледано. Најладни зими во Скопје имало на 27 февруари 1954 година, кога температурата била измерена на минус 21,3 степени. Потоа 9 февруари 1956 година, кога температурата била минус 22 степени. Јануари 25 1963 година, кога температурата била минус 21,9 степени. Понатаму 13 јануари 1969 година, кога температурата била измерена на минус 22 степени. 13 јануари исто така 1985 година, пак рекордно ниски температури од минус 25,6 степени, додека 7 јануари 1993 година температурите биле минус 24,6 степени. 20 декември пак 2001 година биле измерени минус 22,8 степени и 8 февруари 2008 година, кога било измерено минус 20,8 степени. Секако подетално на оваа тема со нашиот разговор со доктор Пеце Ристевски, климатолог, кој што вели дека денеска ние располагаме со модернизација, односно со модерна технологија, секако механизација и опрема, интернет и компјутери, со кои што полесно можеме да излеземе на крај во вакви ситуации екстремно ниски температури. Со исклучително висока снежна покривка на 10 години ни се случуваат вакви состојби од историјата на климатолошката практика. 1954 година сме имале големи количини на снежна покривка. 1962, 63, 73, 83, поготово 83 на 5 декември цела Македонија беше прекриена со исклучително висока снежна покривка, дури Демир Капија со 119 сантиметри снег, што не е вообичаено за тој локалитет, и таа информација е ставена во македонска книга на рекорди. Вие ќе не прошетате низ историјата денеска. Што се случува тогаш на 5 декември, 119 сантиметри снег? Цела Македонија беше блокирана на некој начин и доста се сеќам на Скопската котлина, сите настрешници претходно кои беа од јавното предпријатие за сообраќај, сите скоро падна, имајќи во вид дека снежната покривка беше скоро повеќе од пола метар. Во тие денови во Битола нападна 88 сантиметри снег, додека на Попова шапка околу 2 метра снег имаше и беше цела Македонија блокирана и се случија големи штети и во сообраќајот и на објектите и војните објекти. И одредени оранжери падна во Гевгелиско-Валендовскиот регион, дури над оранжериите, над снежната покривка од 30 сантиметри падна и дожд, која отежна состојбата во тој регион. Јас не можам да се сетам кога последен пат сум го видела вака снежно Скопје. Радува што го гледам вака, но како изгледало Скопје кога било најснежно и кога биле најниските температури? Па не беше така организирано како што сега. Да кажеме, имајќи во вид дека сега постои механизација, постојат техники, уреденост на општеството во однос на тука е Центарот за управување со кризи, тука се Дирекцијата за заштита и спасување, тука е градот Скопје и така натаму. Значи покрај снежната покривка сега треба можеби убаво е да кажеме и за нешто и за негативните температури. И тие исто така во претходниот период се случиле многу пониски температури. Например, 27 јануари 1954 година, кога во Берово измерена температура од минус 31,6 степени, на истиот ден во Битола 29,6, минус 29,6. Покасно
да ги спомнеме, например, во Скопје на 13. јануари 1985 година, кога е измерена температура од минус 25,6 степени, и покасно на 7. јануари 1993 година, кога во Пелагонија, односно во Битола, измерена температура од минус 30,4 степени. Најстудена зима во Скопје сме имале 13. јануари 1985 година, кога температурата била минус 25,6 степени. Тогаш секако немало современа механизација и модерна опрема со која што граѓаните можеле полесно да излезат на крај со овие ниски температури и снежни покривки.